Администрацијата на Трамп наводно му одобрила пристап до класифицирани наводни вонземски летала на еден од водечките гласови во Конгресот за откривање на вакви информации. Конгресменот од Мизури Ерик Бурлисон, кој е член на Конгресниот надзорен комитет кој истражува неидентификувани аномални феномени како што сега се нарекуваат неидентификуваните летечки објекти, го откри развојот на настаните за време на појавување во подкастот ALN. Yeah, one of the asks that I've put into the White House, and I think that they legitimately are trying to make happen, is a series of visits to some of these locations, right? Like I have obviously been given throughout this investigation locations that where it's reported that these materials or objects or craft exist, or the bodies exist, or the archive exists, and we have. That's where that sits. We've given the DOD a list. So the White House has told the DOD to make it happen. I mean, to Trump's credit, as a disclosure. So that's the extent at which they've been involved. Is literally just saying to the Department of Defense that, hey, Burleson, we're backing his request. Do what you can to make it happen. And so I'm very grateful for that. Републиканскиот пратеник рече дека неговото барање до претседателот и представниците на Белата куќа опфаќа посети на воени локации каде што се шпекулира дека се чуваат неидентификувани летала, пронајдени материјали, вонземски биолошки материјали и архивски записи. Белата куќа му кажа на Министерството за одбрана да ми го овозможи тоа, рече Бурлисон. Американскиот конгресмен Бурлисон вели дека класифицирани видеа од нелегални летала прикажани на брифинг зад затворени врати во Пентагон прикажувале објекти кои и пркосат на физиката. What is clear is that these objects are moving at speeds that defy physics. Голем број американски воени инсталации долго време се поврзани со тврдења кои вклучуваат вселенски летала. Анонимни извори посочија локации за кои се вели дека се сместени урнати возила и експериментални летала, наводно развиени со обратен инженеринг. Тие ги вклучуваат поморската воздухопловна станица Патуксент Ривер во Мериленд, воздухопловната база Рајт Петерсон во Охајо, Центарот за подводно тестирање и евалуација на Атлантикот на Бахамите и полигонот за тестирање и обука во Невада, Area 51. За време на подкастот, снимен на 30 јануари, Бурлисон исто така се осврна на класифицирана локација во странство. Се вели дека има објект што не е во нашата земја, тој е толку голем што не може да се помести, па изградиле цела зграда околу него, тврди тој. Тој потврди дека овој објект останува во негов интерес, опишувајќи го како потенцијално последна дестинација во неговата истрага. Господин Бурлисон влезе во Конгресот на почетокот на 2023 како скептик во однос на тврдењата за НЛО, но рече дека неговите ставови се промениле откако го слушнал јавното сведочење на Дейвид Граш. По тоа сведочење тој директно го контактирал господин Граш и го ангажирал да работи во неговиот тим. No government has the right to withhold from you and I that we might be alone or not alone in the universe. That is not their right. That is not classified. That is that's a truth that humanity deserves to know. And so and I make that very clear when I meet with intelligence officials. Oftentimes you can tell that they're worried about having legitimate programs and the technology that we've developed being exposed. And my response is, look, I don't want China to have any of our advanced technology, or Russia or anybody to know about it. But I want to make it very clear that if we have any information that demonstrates that there's non-human intelligence that exists, then that is not a classified topic. And I generally always get an agreement that is not in essence something that can even be classified. Ниедна влада нема право да ни сокрие на вас и мене дека можеби сме или не сме сами во универзумот, вели тој. Тоа не е нивно право, тоа не е класифицирано, тоа е вистина што човештвото заслужува да ја знае, вели конгресменот, кој рече дека идентификувал дополнителни потенцијални свиркачи, но вели дека многумина се уште се неподготвени да излезат јавно, вели дека се плашат од губење на безбедносните сертификати. There is reportedly an object that is not in this country that is so large it cannot be moved.
that they've built an entire building around it. And I think either Greer or another individual has actually mentioned this site, but I'm not going to mention it because it is a classified location. But there is a really apparent, there's reported a really large object, and that's one of the locations that I'm requesting to get to. It's going to involve a lot to make that happen, but that may be the final destination. Ерик Бурлинсон вели дека добил информации и од внатре во владата и од надвор за овој колосален вонземски објект што бил премногу голем за да се помести. Во уфологијата веќе се зборува дека таков објект има на локација во близина на Сеул во Јужна Кореја, но тоа се само шпекулации. Бурлинсон, член на Комитетот за надзор на Представничкиот дом, се повеќе се залага за поголема транспарентност во врска со прашањата за НЛО. Во август 2025 тој го представи Законот за откривање на неидентификуваните аномални феномени UAP Disclosure Act, со кој би му се наредило на војската да ги објави информациите, но законот не е донесен. Претходно од 2020 до 2024 на крајот од секоја година беше изгласан по еден закон за НЛО, вкупно 4. Напорите на Бурлинсон се дел од поширокиот конгресен притисок за испитување на тоа како федералните агенции ги обработуваат извештаите за неидентификуваните летечки објекти. Повеќе конгресмени и сенатори и од републиканската и од демократската партија бараат повеќе транспарентност од војската и бараат објавување на вистината. Дали претседателот Барак Обама случајно ја објави вистината што сите сакаат да знаат? Тој беше гостин во подкастот на Брайан Тайлер Коен, каде што изјави дека вонземјаните постојат, но рече дека лично не ги видел. They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. На прашањето дали вонземјаните постојат, тој рече: постојат, но јас не сум ги видел. They're real, but I haven't seen them. Додаде дека нема тајни објекти во воздухопловната база во Невада, позната како област 51. Нема подземен комплекс, освен ако нема некаков огромен заговор и не го криеле од претседателот на САД, рече тој. На прашањето од водителот на подкастот, кое беше неговото прво прашање од како ја презеде функцијата, Обама одговори: каде се вонземјаните? Ова не е прв пат Обама сериозно да зборува за можноста за вонземски живот. When it comes to aliens, there's some things I just can't tell you. За време на гостувањето во The Late Late Show со Джеймс Корден во 2021-та, тој откри дека откако ја презеде функцијата, побарал информации, но дека не добил одговор. И тогаш сериозно зборуваше за ова прашање. But what is true, and I'm actually being serious here, is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. And so, I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Постојат снимки и записи за објекти на небото за кои не знаеме точно што се. Не можеме да објасниме како се движат, нивната траекторија. Тие не ги покажуваат вообичаените шеми на движење, затоа луѓето се уште сериозно се обидуваат да истражат и да откријат што е тоа, рече Обама. Кога претседателот Доналд Трамп беше запрашан што мисли за изјавата на Обама дека вонземјаните постојат, тој го обвини Барак Обама дека оддал класифицирани информации. Something that got a lot of attention this week. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Well, he made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. Тој оддаде класифицирани информации, не смее да го прави тоа, изјави Трамп за новинарите,
додека беше во претседателскиот авион, на што новинарот му реплицираше дали тоа значи дека вонземјаните постојат. Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know. So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Не знам дали постојат или не, но можам да ви кажам дека тој оддаде класифицирани информации, не смее да го прави тоа, рече претседателот Трамп, што многумина го сметаат како практична потврда на она што го кажа Обама. По сето ова, Трамп нареди објавување на сите документи. Американскиот претседател објави дека им наложи на федералните владени оддели и агенции да лоцираат и објават досиеа за вонземјани и неидентификувани летечки објекти. Нешто што според него многу американци го бараат со децении. Со оглед на огромниот интерес што е изразен, ќе му наложам на секретарот за војна Пит Хексет и на сите други релевантни оддели и агенции да го започнат процесот на лоцирање и објавување на владени записи поврзани со вонземски живот, неидентификувани воздушни феномени и неидентификувани летечки објекти, напиша Трамп на неговата социјална мрежа Truth Social.